Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, денес пред нас го имаме законот за декриминализација на канабисот во рекреативни цели. Морав малку да повежбам, се извинувам. Меѓутоа, убедена сум дека ова наскоро ќе се случи во Собранието на Република Македонија. Како што ме представи Ивана, јас сум пратеник во Собрание од Либерално-демократската партија. И она што ние се застапуваме овде во Македонија како либерални вредности, некаде на запад веќе сосема мејнстрим, но не и се. Еве денеска сме тука да проговориме за некои темелни вредности кои се однесуваат на либерализмот во контекст на нашава тема декриминализација на канабисот за рекреативни цели. Постојат некои темелни вредности за кои што ние се застапуваме, како што се слобода, човекови права, понатаму толеранција, либерална економија и така натаму. Кога зборуваме за слобода, пред се мислам на слободата на избор. Доаѓајќи наваму, размислував дали да си купам цигари. Јас сум пушач друштвен, кој пуши само во друштво, и имав избор дали да го направам тоа, дали да си купам цигари. Дотолку повеќе, дури кога влегов внатре, имав избор да изберам какви да си купам. И никој не застане да ми каже, ама слушај, тоа е штетно, може да ти создаде зависност, може да имаш проблеми после тоа, може да има некое сликиче, меѓутоа нема проблем, нели? Не читаме, не обрнуваме внимание на такви работи. Имав право на избор. Исто така имаме избор доколку сакаме да купиме алкохол. Сега, нели, со новиот закон можеме тоа да го правиме и после 7 часот. Каква придобивка неверојатна. Значи имаме избор дали ќе конзумираме алкохол или не. И многу ретко некој се осудува, каже немој, тоа е штетно, тоа создава зависност. Можеме да конзумираме исто така после напорниот ден или после некои тешки моменти, седативи, диазепамоте, нели, еден од нашите заштитни знаци. И повторно никој нема да каже, ама знаеш, немој, тоа е штетно. Сега, доколку јас сакам да конзумирам канабис во рекреативни цели, ризикувам. Тука имаме огромен ризик. Ризикувам да бидам криминалец, бидејќи тоа е криминална активност се уште. Поседувањето и конзумирањето во рекреативни цели во Македонија се уште представува криминализирана активност. Знаете, слободата на изборот е неприкосновено човеково право. Човековите права ниту некој може да ни ги даде или одземе, тие ни следуваат со самото раѓање, ниту се продаваат, ниту се купуваат.